Почитувани, сакам да ве информирам за активностите на два стратешки проекти кои се од исклучителна важност за развој на земјоделството. Со задоволство ве информирам и известувам дека го подпишавме проектот за реонизација, агроеколошко зонирање на земјоделското производство според почвено-климатските услови на реоните во Република Македонија. Се работи за проект кој што ќе се спроведува со техничка поддршка на ФАО во износ од $355,000 во време траење од 2 години. Реализацијата на проектот ќе започне следниот месец. Во моментот се формира стручниот тим кој ќе биде мултидисциплинарен бидејќи се работи за комплексен проект за кој што е потребна експертиза од повеќе области и сектори. Проектот ќе овозможи точни информации во кој реон, која култура најмногу успева. Република Македонија, иако има мала површина, се карактеризира со многу хетерогени почвено-климатски услови. Земјоделските производители и потенцијалните инвеститори честопати немаат информации и индикатори за тоа кои култури, сорти и семиња најдобро успеваат во дадените производни региони. Еден од главните предуслови за зголемувањето на приносите и подобрување на квалитетот на производите е обезбедување на правилни информации за подобноста за одгледување на одредени земјоделски култури и сорти по производни реони во државата. Овие информации во голема мера ќе ги намалат погрешните инвестиции и ќе послужат за одредување идни насоки во кој правец треба да се адаптира нашето земјоделство во однос на климатските промени. Основа за реонизацијата, која што следи, ќе представува почвениот информативен систем на Република Македонија, кој ќе обезбедува информации за составот и структурата на почвите на територијата на државата. На него ќе се надоградат климатските услови, агробиолошките карактеристики на културите и сортите, потребите од агротехнички мерки, потребите од инвестиции во инфраструктурата во производните региони, пат, струја или наводнување, агроекономските параметри, се со цел да се добие комплетна слика заснована на современите научни анализи. Добиените резултати ќе послужат за креирање на листи на препорачани култури и сорти. Со листите ќе се сугерира правилниот избор на културите и сорти кои што одговараат за одгледување во конкретни реони и ќе дадат најдобри резултати во однос на количината и квалитетот на земјоделските производи. Ова ќе овозможи максимално искористување на инвестицијата и подобар приход од земјоделските стопанства. Спроведувањето на процесот ќе вклучи и научни институции кои врз основа на анализите треба да ги подготват препораките за подобност на земјоделското производство по региони, а во проектот ќе учествуваат и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Управата за хидрометеоролошки работи. Листата со препорачани култури и сорти ќе биде поддржана и ќе биде репер за мерките за финансиската поддршка на земјоделството, односно субвенциите, и ќе представува известна гаранција за инвестицијата и за незината оправданост. Воедно ве информирам за тековните активности поврзани со вториот проект, исто така поддржан од ФАО, а кој што е многу актуелен ако се имат во предвид честите климатски промени. Станува збор за проектот за намалување на негативното влијание од климатските промени, преку кој што веќе набавивме модерни агрометеоролошки станици, кои што деновиве, овие денови, ќе бидат инсталирани на 3 локации: Градско, Кочани и Струмица. Со агрометеоролошките станици ќе управува Управата за хидрометеоролошки работи. Избрани се токму овие локации, бидејќи таму се произведуваат стратешките земјоделски култури, дали се градинарски, овошни или оризот, за кој што е многу важно редовното следење на временските прилики. Информациите ќе бидат достапни до земјоделците преку новоотворената веб страна на Управата за хидрометеоролошки работи, на која покрај временската прогноза и сезонските прогнози на едноставен и разбирлив начин ќе бидат презентирани и другите информации кои што им се потребни на земјоделците за преземање на соодветни агротехнички мерки. Исто така, со овој проект преземаме активности за поддршка на средните земјоделски училишта,
кои вклучуваат развој на наставни материјали за климатски промени и обука на наставниците за вклучување на поимот климатски промени во наставата. Со овој проект ќе се обучуваат и советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во делот на справувањето со последиците од болестите и штетниците, кои се појавуваат заради климатските услови, заради климатските промени, како што е јазлестата кожа или синиот јазик. Почитувани, ова се само дел од стратешките цели кон кои што стреми Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Македонија. И во следниот период интензивно ќе работиме на остварување на стратешките цели во земјоделството. Благодарам.